Добар ден, го гледате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е селекторот на македонската фудбалска репрезентација Игор Ангеловски. Господи Ангеловски, какви ви се очекувањата од предстојното европско фудбалско првенство? Ќе ја поминеме ли првата фаза? Очекувањата. Најнапред морам да кажам дека сите што го чекавме 30 години, сум среќен што наближува тоа европско првенство. Посакувам фудбалерите да немаат проблеми од здравствен аспект, сите да можат оние што сметаме да се стават на располагање. И ако сме комплетни, тогаш и јас самиот ја поставив како цел она што вие го велите, а тоа е да поминеме првата фаза, затоа што знам што можат овие фудбалери, верувам во нив и верувам дека може тоа да го оствари. Подготвен ли е тимот? Да, сега. Доволен ли е еден подготвителен надпревар за првенството? Па добро, ние закажавме еден подготвителен од причина што долго време сме заедно. Оваа репрезентација веќе 4 години сме заедно, добро се познаваме, добро сме воиграни и да не ризикуваме од несакани повреди, затоа закажавме еден контролен надпревар со квалитетен противник, како што е репрезентацијата на Словенија, и мислам дека потполно спремни ќе влеземе на европското првенство. Во какви дресови ќе играте, бидејќи во официјалниот албум на Панини за европското фудбалско првенство репрезентативците се во обични маички? Тоа треба да ги прашате луѓето од федерацијата. Ние се уште не знаеме во какви дресови ќе играме. Тоа мислам дека од производителот Јако и луѓето кои раководат со федерацијата ќе организираат промоција на новиот дрес, се надевам пред европското првенство. Познато е во јавноста дека вие го убедивте капитенот Горан Пандев да се врати во репрезентацијата, но како успеавте? Горан премногу си ја сака Македонија за да треба некој да го убедува. Он не настапуваше за репрезентацијата затоа што не му се допаѓа некои работи што се случува во фудбалската федерација и јавно ги кажа причините. И јас сакав мојот прв ден како селектор да го поминам кај него во Дженова, да разговараме, да му ги кажам моите планови. И разговаравме и добро се сеќавам, му реков преголемо фудбалско име си да вака недоречено заврши со репрезентацијата. Имаме шанси да се пласираме на европско првенство, ни треба еден лидер како што си ти, така да среќен сум од тој аспект што Горан јавно кажува дека сонот му е со Македонија, како и на сите нас останати да игра на европско првенство, и покрај се што оствари на клупски план ќе има можности да игра со Македонија на европско првенство и да изнесе македонската репрезентација како капитен. Пандев е на залезот од кариерата. Има ли меѓу играчите негов наследник? Па секако дека има, но треба да се потрудат да ги стигнат неговите резултати. Има добар пример до нив, така да има навистина прекрасни момци кои имаат и доста се млади во според годините, и мислам дека треба да го следат неговиот пример и дека можат да кажеме дека Македонија има наследници на горе. Неминовно и дека ќе дојде до смена на играчи во националниот тим. Има ли потенцијални репрезентативци во помладите кадри? Па секако дека има, и среќен сум поради тоа, затоа што навистина доаѓаат млади перспективни фудбалери, но и постоечката генерација, мислам дека со 2-3 фудбалери кои можеби нема да во иднина настапуваат за репрезентацијата, сите останати можат да играат најмалце 2 надпреварувачки циклуси, и тоа е богатството на оваа репрезентација, на дополнети со оние што кажавте, фудбалери кои помлади доаѓаат од помладите генерации, тогаш ќе
повторно Македонија ќе има еден силен, компактен тим и мислам дека веќе сега Македонија мора да се стреми да биде редовен учесник на сите големи натпреварувања. Се вложува ли доволно во млади кадри? Мислам дека не и дека тука е проблемот на македонскиот фудбал, дека сите кои работат во фудбалот, сите авторитети, а посебно сега после еден ваков успех треба да го препознаат и искористат моментот. Ние како држава ќе настапуваме на европско првенство, на еден од најголемите фудбалски настани и еве можно за сите авторитети кои водат со клубовите кои раководат, со фудбалската федерација да ги покажат своите капацитети и да го подигнат нивото на квалитетот на фудбал. Зошто не се вложува доволно во македонскиот фудбал? Па тоа треба да ги прашате клубовите. Јас често пати говорам дека вложувањето во млади македонски фудбалери е огромно богатство и секогаш сум бил и во минатото кога работев во клуб предност им давав на македонските фудбалери за разлика од некои странски фудбалери со недоволен квалитет да доаѓаат и да се вложува и да го зазимаат нивното место. Тука пред се мора да имаме во предвид и лошата инфраструктура во која работат младите фудбалери. Тука треба исто да има огромни вложувања, да се направат одлични терени, едуцирани тренери да работат со нив. Еве, го спомнавте Горан, единствен пример кој вложува во младите категории е токму тој од сопствени средства. Тука мислам дека на тој пат е и работнички, а останатите посегнуваат по готови фудбалери или некои странски засилувања, но мислам дека тоа е погрешно, но сепак оставам на нив, нели, секој си го води клубот онака како што мисли дека е најдобро за него. Секој клуб си води собствена политика и нормално си одговара за она што го работи, но резултатите се тие кои на крајот кажуваат дали сте биле во право или не. Јас многу пати кажав во минатото дека секогаш предност кога работев во клуб како работнички давав на домашните фудбалери, посебно на младите фудбалери да добијат можност уште од најрана возраст да настапат, нормално доколку имаат квалитет за тоа во сениорскиот тим и можам да кажам дека е една генерација на фудбалери кои ние им дадовме можност како клуб денес се сениорски репрезентативци. Дарко Вилковски на 16 годишна возраст доби можност во работнички да настапува, сега е сениорски репрезентативец. Толе Димитриевски на 16 годишна возраст нели бранеше исто така, сега е сениорски репрезентативец. Данијел Аврамовски, Елиф Елмас и да не заборавам некого, навистина се нешто што јас сум горд што тоа го правевме и за мене тоа е исправно, а сега останатите нели посегнуваат по некои засилувања кои според мене не го креваат квалитетот на екипата, него се залудно фрлени пари. И кога тие пари би се искористиле за наши таленти, мислам дека сите би имале корист од тоа, и клубот, и репрезентациите, и фудбал. Кога сме кај клубовите, Вардар по најголемиот успех, односно пласманот во Европа лигата, сега испадна од првата македонска лига. Дали може Македонија како земја со малку фудбалски успеси да си дозволи една неизвестна судбина на клубот Вардар? Па мислам дека е жалосно што Вардар испадна од лига, затоа што Вардар е нашиот бренд, гордост на фудбалска Македонија. И сите оние што дозволија да се случи сето тоа треба да се запрашаат зошто дозволија тоа да се случи. И за мене е несфатливо една екипа која пред 3 години или 4 ако добро се сеќавам играше во групна фаза на Лига Европа и при тоа оствори еден финансиски бенефит, мислам околу прилив од 7 милиони евра и да дозволиш клубот да се распадне, тогаш тие што нели раководеле со клубот, мислам дека воделе погрешна политика и одговорноста тамо треба да се бара. Жалам за Вардар и за огромната армија на навивачи и секоја честита и за навивачката група Комити кои не го оставија клубот и покажа таа сплотеност помеѓу нив. И најважно е Вардар да
организацијски застане на нозе и мислам дека е прашање на време само кога повторно ќе се врати во првата лига, но јас би сакал да се врати онака силен, моќен, затоа што тоа е локомотивата на македонскиот фудбал и сите, и говорам и како играч кога бев и нормално дека сите се компариравме, споредувавме со Вардар и за еден квалитетно првенство потребен е силен Вардар, силна Шкендија, силен Работнички и останатите клубови и за да тој квалитет донесе интерес, донесе квалитет и го подигне нивото на фудбал во Македонија. Но колку наместо финансиите, сепак политиката игра улога во фудбалот и во клубот Вардар? Никогаш не сакам да говорам за политиката, така да нема и сега да го направам тоа. Од фудбалски аспект ми е навистина криво и ми е жал што еве Вардар дојде на ова ниво. Така да тука има многу луѓе кои треба да дадат одговор. Ја не сум компетентен на тоа, бидејќи внатре во клубот тие што раководеле добро ги знаат приликите и зошто успеале. Дали тоа биле политички или други причини, тие треба да дадат одговори и мислам дека народот и навивачите заслужуваат да добиваат одговор кој едноставно е виновен што на денеска е Вардар. Како што споминавте, ни требаат силни македонски клубови. Колку без нив е можна квалитетна македонска репрезентација? Репрезентацијата стално е поквалитетна кога клубовите се поквалитетни. Еве спомнавте таа сезона кога Вардар играше во групна фаза, Шкендија беше во плейоф, од Работнички играше во плейоф во Лига Европа. И еве показател, јас бев тогаш на чело на репрезентацијата, 9 фудбалери беа од домашното првенство. 4 фудбалери на Вардар, Боба Николов, Стефан Спировски, Дарко Велковски беа повикувани тогаш како фудбалери на Вардар. Буба Хасани, Екзон Бейтулау, Маријан Радевски како фудбалери на Шкендија. Значи имавме 50% од репрезентацијата доаѓаше од клубовите. Сега имаме еден или двајца фудбалери од домашните клубови, така да што се поквалитетни, што бележат подобри резултати, нормално дека е тоа добро и за репрезентацијата. По историскиот пласман ФФМ ви понуди договор само на 6 месеци. Ако вашите резултати се неспорни, тогаш што е проблемот? Тоа треба да ги прашате тие што ми понудија, да, како награда за пласман на Европско првенство добив 6-месечен договор, кој ќе го одработам максимално професионално. Во какви односи сте со претседателот на ФФМ Муамед Сејдини? Па јас ја работам мојата работа и сум одговорен за она што се случува во репрезентацијата. Тој ја работи неговата работа и одговорен за она што се случува во федерацијата. По завршетокот на Европското првенство очекувате ли нов договор и дали би прифатиле? Воопшто не размислувам на таа тема, сега сум сконцентриран само на Европското првенство и Македонија да бележи добри резултати на истото. Ви благодарам за издвоеното време. Благодарам и на вас. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.